Почитувајќи го законскиот рок за објавување на кандидатските листи за пратеници за престојните парламентарни избори, коалицијата Обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, во вторникот попладне излезе со имињата на луѓето кои ќе влезат во предизборната трка. Носител на листата во изборната единица 3 е генералниот секретар на партијата Игор Јанушев, кој доаѓа од Велес. Општинскиот комитет од Кочани пак го предложи актуелниот претседател на кочанските ВМРО-вци Миле Левков, кој се најде на 7-та позиција на кандидатската листа. Во споредба со претходните парламентарни избори, оваа позиција е за 4 места повисоко во однос на 11-тото место на кое тогаш се најде досегашниот пратеник Иван Иванов. На листата за пратеници на коалицијата што ја предводи ВМРО ДПМН се наоѓа и Даниела Христова како предлог од Општинскиот комитет од Виница. За разлика од претходниот парламентарен изборен циклус, кога досегашната пратеничка Магдалена Манаскова беше на 6-та позиција, Христова е позиционирана на 9-тото, односно пониско за 3 места. Општинските комитети на ВМРО ДПМН од микрорегионот имаат уште само еден предлог на кандидатската листа во тројката. Тоа е Лидија Анакиева од Зрновци, која се наоѓа на последната 20-та позиција. Останатите места се распределени на партиските ограноци од другите општини. Сепак, очигледна е повисоката и побројна позиционираност на кандидатите што доаѓаат од Општинскиот комитет од Штип, каде на второто место е Иван Јорданов, на 8-то досегашниот пратеник Никола Мицевски, како и Весна Ничева, која е на 13-та позиција. Анализата на родовата структура на кандидатската листа за пратеници во изборната единица број 3, што ја предложи ВМРО ДПМН, покажува дека постои правична застапеност, односно кандидирани се 9 жени, без името на кандидатот од коалицијскиот партнер за кој е обезбедено 5-то место.